Ако во минатото беше речиси незамисливо припадничка на понежниот пол да раководи со посилниот пол, последниве години сме сведоци на промени. Илустративно, околу 34% од пратеничкиот состав во Собранието на Република Македонија се жени. Во локалните совети пак ги има нешто помалку, или 30%. Татјана Лалчевска е еден од охрабрувачките примери кои говорат за намалување на бариерите што ги спречуваат жените да се вклучат во реализација на општествените процеси, особено во политиката. Најголемиот под наводници виновник што јас влегов во политиката е мојот покоен татко. Навистина тој беше голем борец за правда. Долги години се трудеше на луѓето да им докаже, да им покаже каде грешат. Добро, некогаш наидуваше нели на позитивна, да речам, реакција, некогаш на негативна од страна на луѓето, меѓутоа самото тоа, негово, да речам, борење за правда, јас подлека почнував да го доживувам како нешто со кое што треба и јас да му помогнам во тој дел, така да заедно почнавме да одиме по митинзи, по некои средби кои што беа организирани од страна на политичката партија СДСМ, и некако полека почнав и јас да се вовлекувам во политиката. Пред тоа бев, да речам, активист, обичен активист, меѓутоа подоцна бев член во форум на жени, прво со една координаторка, па со друга координаторка, за да подоцна и јас самата станав координаторка на форумот на жени тука во Тетово. Како што кажав и претходно, значи навистина борбата беше голема, активностите ептен, поготово кога ќе дојдат избори, па ние како жени сме, да речам, соочени со многу ситуации каде што треба да се докажуваме, да покажеме дека вредиме, дека сме достоинствени и ние да ги представуваме граѓаните и во собрание, односно да сме дел од политиката. Можам од тука да појдам. Значи, во собранието има сега навистина голем процент на пратенички, односно пратеници од женски пол, и тоа е, да речам, еден голем исчекор. Гледам дека и по другите општини има жени градоначалнички, жени директори, и навистина таа појава, таа работа почнува да се шири, да зема поголем замак. Меѓутоа, ние жените сме тие кои што најмногу треба да се цениме. Ако ние сами не се цениме, не се почитуваме, значи нема да очекуваме од машките да не почитуваат, така да ние треба сами да си ги земеме работите во своји раце, да работиме најпрво на само почита, а потоа и на почита спрема другата жена, и на тој начин сметам дека ќе достигнеме едно повисоко ниво од колку што сме сега, и на тој начин жената ќе биде многу попочитувана и од страна на мажите, ама и од страна на жените околу нас. Мајчинството на Лалчевска и се совпаднало со незините студентски денови, и во тој период исполнет со непреспани ноќи на еден студент кој истовремено се грижи и за своето бебе, најголема поддршка и биле родителите. Незиното прво работно искуство било наставник во рурална средина. Кога ја родив и кога се омажив, всушност јас го започнав и моето школување, се запишав на виша педагошка беше тогаш на почетокот, и секако морав, значи тоа ми беше поставено како цел. А секако и желба голема на моите родители да завршам барем нешто повеќе од средно училиште, така да морав да се посветам и на својата кариера, односно прво школувањето, па после кариерата. Завршив прво виша педагошка, секако со помош на моите родители, кои што секојдневно ја чуваа ќерката, а подоцна, бидејќи тоа стана факултет, кога завршив и факултетот, педагошкиот факултет, и се посветив на градење кариера, да кажам, во работата. Станав оделенски наставник. Моето искуство од областа на професијата е навистина богато, да кажам. Имам работено во неколку места, значи навистина каде да сум била, секаде убаво сум поминувала. Верувајте дека работата со децата е нешто највозвишено чувство. Значи децата се толку искрени, толку интересни, знаат и да ве налутат, и да ве насмеат во исто време, значи многу чувства се јавуваат кога работите со нив, а сепак чувството дека кога ќе дојдат првачиња се малецки, ептен се мали. Меѓутоа, кога ќе ги спратиме во пето оделение, веќе гледаш дека се гради една личност
И многу ми е мило што тие 5 години ги поминуваме заедно како едно семејство, се дознаваме во карактерите, кој каков е. Значи, кога ќе дојдат најпрво во училиштите клупи, верувајте, ништо не знаат, ништо. Едва името ќе си го кажат. Меѓутоа, во 5-то одделение веќе ние разговараме на многу теми, знаат и да читаат, и да пишуваат, и веќе почнуваат како личности да се градат и навистина е убаво да се работи со деца. Значи, со голем мерак сум го работела тоа. Осмомартовските подароци можеби најмногу ги добиваат наставничките. Рачните изработки на незините ученици се омилените подароци на сегашната пратеничка Лалчевска. Секогаш, еве од роден денова е, значи секогаш учениците знаат толку убаво да си ја искреираат, да си напишат, па некој текст, па со срциња. Значи најубав подарок што сум го добила е навистина честитката од учениците. Тоа некако ми е најубаво. Или пак самото и цвеќе, знаат учениците и цвеќе да донесат, меѓутоа она што е напишано со детското раче е некако најинтересно и најубаво за секој наставник, предпоставувам. Според Државниот завод за статистика во Македонија има 1107 жени магистри на наука или 58,9% од вкупниот број на магистри, додека 111 жени се доктори на наука.